Добро вечер, дами и господа. Ви благодарам за денешното вклучување на предавањето на Рускиот центар. Денес повторно со нас е доктор Емил Нијамин. Денес ќе следува продолжение на предавањето од минатиот петок, тоест за музеите во Москва. Повелете, доктор Нијамин. Благодарам. Значи, јас се обидувам во еден циклус, најпрво да објаснам, се обидувам во еден циклус да представам музеи кои што се понови и кои што и помали музеи кои не се познати толку на публиката, на посетителите, дури на самите жители на Москва. Нема да ги најдете во оние обични туристички водичи, можеби ќе се најдат во некои поголеми. Па затоа вака во неколку порции би сакал да ви представам различни музеи. Денеска имаме малку така, неколку сетравни музеи, меѓутоа се многу интересни. Првиот музеј за кој што ќе зборувам е Еврејскиот музеј и Центарот на толерантноста. Во Москва на местото на поранешната Бахметовска автобуска гаража во една реконструирана зграда се наоѓаат две организации кои што се некако меѓусебно поврзани. Првата е Еврејскиот музеј, а втората е Центарот за толеранција. Музејот е отворен релативно неодамна, во ноември 2012 година, но за овој кус период од своето постоење овој музеј и Центарот за толеранција привлекува многу посетители. Ќе видите и зошто. Кога станува збор за Еврејскиот музеј, можам да кажам дека тоа е најголем музеј кој е посветен на животот, историјата, културата и битот на еврејскиот народ. Експозицијата зафаќа, значи самата експозиција 4.500 квадратни метри, додека големината на просторот во кој што се наоѓа е 8.500 метри квадратни. Зградата во која што се наоѓа, односно поранешната Бахметовска автобуска гаража, е изградена во 30-тите години од минатиот век, и тоа од двајца многу познати руски архитекти, тоа се Мельников и Шухов. Денес во неа се наоѓа еден од музеите со највисока технологија во Европа, па и во светот. Основата на експозицијата не се само артефакти, туку и информации кои се презентираат во интерактивна форма. Помеѓу експонатите има документи, писма. Еве можете да видите, тоа се тие долго очекувани писма. Тука е тенкот Т-34, како и авионот У-2, односно популарно наречен Ю-2. Она што е интересно за овој музеј, уште една интересна информација, е што за неговото отварање се собирани пари од целиот свет. Неговото создавање чинало цели 50 милиарди американски долари. Уште еден куриозитет, свој придонес во отворањето за создавањето на овој центар имаше во 2007 година председателот Владимир Путин, кој донираше една цела своја плата за неговата изградба. Од друга страна, многу интересно е тоа што Федералната служба за безбедност на музеот ми ги подари документите кои се однесуваат на Раул Валенберг,
го гледате на сликата, тоа е тој познат шведски дипломат кој спасил илјадници унгарски евреи во периодот на Холокаустот. Концепцијата и реконструкцијата ја спровела американската компанија Ralph Applebaum Associates. Можна интересен фактот што творците не тежнеле кон прикажување само на определен дел на определен слој на еврејскиот народ, туку и целата историја на Русија низ призмата на една нација, односно на еден народ. Територијата на музеот е поделена на 12 дела. Најпрво посетителите влегуваат во 4D киното. Таму на екран се прикажани сведоштва на представници на еврејскиот народ, како и различни настани од создавањето, од неговото создавање, од создавањето на светот до денешниот ден, практично. Посетителите главно се интересираат за мапата на миграцијата која се наоѓа на една голема маса. Таа е направена така што кога ќе се допре, се добива представа за еврејската заедница во која било земјава во светот. Во салата наречена Штетл прикажан е животот на едно еврејско местенце во Русија пред револуцијата. Гледате тука имаме еден ресторан. Тој е исто така интерактивен, можете да седнете, да позборувате со некој од гостите, има слики на сликите, значи можете да ги допрете, ќе дознаете информации за нив, ќе дознаете нивната приказна. Определени експозиции се посветени на животот во Одеса, на преминот од 19-тиот кон 20-тиот век, револуционерните настани, како и животот во Советскиот сојуз. Една огромна диорама раскажува за учеството на еврејскиот народ во Втората светска војна, како и за ужасите на Холокаустот. На меморијалот може да им се одаде чест, да се запали свеќа и да се спомене некој од загинатите. По војното време во Русија многумина ги асоцира на антисемитизмот и на емиграцијата. Ја памтите таа емиграција, трите бранови на емиграција од Русија. И последната сала пак зборува за достигнувањето во современоста, она што во моментот е најпознато за еврејскиот народ. Она што го спомнав е исто така Центарот за толеранција, е многу интересен центар, кој представува федерална научно-методичка институција. Станува збор за огромна офлайн и онлайн платформа со интерактивни образовни технологии. Намената на овој центар е методичка, образовна и научно-истражувачка дејност, и тоа не се однесува само на организациите и на педагозите во Русија, туку исто така и на сите оние на кои што им е интересна темата на разноликоста и на мирната соработка. Денес во центарот постојат повеќе од 100 авторски програми кои што се изведуваат само во Москва и уште 68 програми кои се реализираат во регионите на Руската Федерација. Главните области на експертиза на центарот се граѓанскиот идентитет и патриотизмот, спречување на негативните појави, разноликоста и меѓукултурната комуникација и искуствата на 21 век и личната ефикасност. Она што е многу интересно за овој центар на толеранцијата
што во него се вклучуваат и возрастни и деца. Како што реков, има повеќе од 100 авторски програми само во Москва, кои вклучуваат различни слоеви од населението, различни возрасти. Имаат прекрасни услови за работа и овој центар е навистина многу добро искористен. Тука би завршил со својата презентација за Центарот за Музејот на евреите и Центарот на толеранцијата и би сакал да погледнеме едно кусо видео за да видите што всушност се работи. Старые же евреи говорили, что вот это дома, в основном жили яблоки. Это евреи, которые скупали яблоки. Причем они скупали о них очень интересно. Ну, у тебя есть сад большой. Тебе приходит этот яблочник и говорит, ты яблоки продаешь мне по такой цене. Хорошо, договорились. Ты имеешь право есть яблоко сколько хочешь, но ты уже ни яблоко одного, никому другому не продаешь, кроме этого человека. Максим Горький, маленьких детей грузили в вагон, как мороженых поросят, забрасывая их туда. Папа мне рассказал историю, сказал вот так вот, не важно, что ты маленький, не важно, что народ маленький, но можно быть свободным и сильным духом, даже если ты маленький. Тоа беше тоа кратко видео.
Заборавив да кажам дека во Центарот на толерантноста има многу интересна библиотека која што се нарекува Авангарда и во која што може да се најдат испечатени веќе со време денеска дела на сам издат на книгите, значи кои што биле забранети во Советскиот сојуз. Преминуваме на следниот музеј. Уште еден мрачен музеј. Тоа е Државниот музеј на историјата на Гулагот. Представувам дека знаете за Гулагот, на руски главно управление лагери, односно главна управа на логорите. Во времето на чистките на Сталин од 30-тите до 50-тите години, односно до неговата смрт. Идејата за создавање на Државниот музеј на историјата е на историчарот, публицистот и воопшто општествен деец Антонов Архиенко, кој 4 години минал низ сталинските логори, односно гулази. Системот на така наречените поправно работни логори била една од најважните компоненти на советската државна машина во периодот од 30-тите до 50-тите години од минатиот век, имал и своја економска и политичко административна улога. Основната цел на музеот е да помогне на современиците, особено на помладото поколение, кое што е родено во Руската Федерација веќе, да сватат, да ја дознат историјата на Гулагот и повеќе смислената историја на Русија во советскиот период во целина. Музеот на посетителите им дава достапни информации на оваа тема која се памети, исто така возможува и проучување и адекватно толкување. Експозицијата на музеот во себе содржи архив на документи, писма, спомени на поранешните затвореници, колекции на лични работи кои им припаѓале на оние што биле тука затворени, исто така и уметнички дела кои ги создавале уметниците кои минале низ Гулагот. Знаете дека и многумина писатели биле жртви на Сталиновите репресии, но постојат и дела на современи автори кои работат на оваа тема, односно од оваа гледна точка. Она што можеме да го видиме тука, како што знаете, овие логори се наоѓале далеку од населените места. Ова се тие така наречени бараки, во кои што можете да видите какви биле условите за живот. Тоа се обични штици на кои што се спиело, ако случајно сте некој од посилните, можеби и ќе добиете и душек, ќе најдете душек. Ова, како што може да видите, се вратите од тие логори. Ова е една скулптура, споменик на тие бараки во знак на сеќавање на жртвите. Прикази на различни предмети кои што се користеле во тој период. Многу снимки, многу архивски фотографии, архиви на лица кои што поминале. Еве, како што можете да видите, значи, ова се нечии очила, нечија работна облека. Стравовите ужасите на Гулагот се толку многу големи, што кога човек ќе дошол во него не се знаело дали ќе
izlaze, vidiki, nemalo soodvetni uslovi za život, nemalo soodvetni uslovi za работа, nemalo alati, nemalo dovoljno hrana. Praktično ova je той темен мрачен период на Советскиот Сојуз, која по смртта на Сталин, значи секако прво престанува по неговата смрт, но скоро на тоа започнува и рехабилитацијата на жртвите, на кои што им е посветен токму овој музеј. Еве сега една кратка видеопрошетка низ нега.
Добро. Одиме на следниот музеј. Само да споменам дека сите предмети што ги видовте на снимката, тоа се реални предмети зачувани од времето на гулазите. Следно е музејот на руската икона, кој е всушност приватна колекција. Тоа е најголем и единствен приватен музеј во Русија кој е достапен за публиката. Во колекцијата има речиси 4500 експонати, а дел од нив немаат аналози дури и во најбогатите фондови на државните музеи. Основата на експозицијата се дела на руските иконописци, а негова цел е да се зачуваат овие споменици на уметноста и да им бидат достапни на луѓето. За музеот беше изградена специјална зграда и тој беше отворен во јануари 2011 година. Основач на музеот е колекционерот Михаил Абрамов, кој е веќе почина. Колекцијата го опфаќа античкиот, доцниот период на византиската уметност од 6 до 14 век, експонати кои се однесуваат на руската икона, од периодот од 14 до 20 век, еве може да ги видите, а исто така постојат примероци на применета уметност од 12 до 19 век. Богата е и колекцијата на грчката и на поствизантиската уметност од периодот помеѓу 15 и 18 век. Музеот на руската икона во Москва има свој фонд, библиотеката има свој фонд кој има повеќе од 10.000 книги, а најголем дел од нив се посветени на сликарските платна, на архитектонските споменици и на применетата уметност. Она што е интересно за овој музеј е што сите екскурзии во него се бесплатни. Да погледнеме повторно едно кратко видео за него.
зборите и последното накратко за кое што ќе зборуваме музеј павилионот Траурниот воз на Ленин, кој што представува мал историски музеј, а централен експонат е Траурниот воз со кој во 1924 година по смртта во Москва било донесено телото на Ленин. Во 1937 година, како сеќавање на таа трагична 24-та, овој воз бил реставриран и бил поставен на Павелецката железничка станица, но со текот на времето тој почнувал да се издавува, па по Втората светска војна било решено тој да се реконструира, да се направи специјален павилјон и да се постави во него. Втората реконструкција се случила на крајот на 70-тите при подготовките за летните олимписки игри во Москва. Инаку во поставката може да се видат и многу предмети од овој воз, а исто така и снимка од траурната поврка. На екраните посетителите може да проучат внатрешноста на самиот воз. И сега сосема накратко да ја видиме снимката од траурната поврка и потоа ќе прерипам кратко да го видите возот. Добро, извинете што вака прерипав, но ни остануваат уште 2,5 минути. Се потрудив на брзина да раскажам нешто за овие 4 музеи, па сега би сакал доколку имате прашања во чат или да мафнете со рака доколку имате некакви прашања. Дали имате некое прашање? Јас тука не гледам некој да пишува. Да, Жаклина. Повелете. Дали да се вклучам или да напишам? Вклучени сте, повелете. Да. Да не протоколот, да не треба да напишам, јас не видам дека може. Не, повелете слободно. Од прилика накратко, најкратко што може за законската регулатива во однос на тој приватниот музеј. Значи, ми беше малку чудно, правник сум јас, дека тие сите икони, такви некои
работи гледав од 14 векот, 16 век, 13 и така натаму. Значи, како станува збор за, промени- за музеј, основач на музеот е колекционер Михаил Абрамов, кој што е колекционер на тие икони. Да. Значи, легално ги поседува, ги купува. Целиот музеј работи на донаторска основа. Значи, тој е приватен музеј кој работи на донаторска основа, исклучиво. Така е формиран. Да, оти кај нас, да речеме, ако тоа се сврстува нели во некое културно богатство или ако тука некој парчина, да ги сигурно се некакви антиквитети. Да, меѓутоа да легално се поседуваат тие. Да, тие се купени на аукции, како уметнички. Да, веројатно прометот на тие работи поинаку е регулиран. Да. Ви благодарам. Ви благодарам и јас. Добро, ви благодарам на сите, остана толку време. Да. Ви благодарам на вклучувањето. Следете на Facebook страната, ќе имаме објава за следното предавање за следниот петок и многу други интересни